Организацијата да е тајна и револуционерна. Незината територија да ја сочинува само Македонија во незините географски и етнографски граници. Во неа ќе членуваат родени и лица што живеат во Македонија без разлика на вера и народност. Политичкото мото на организираните македонци е автономија на Македонија. Да се чува самостојноста на организацијата за да не падне под влијание на политиката на соседните држави. Ова биле основни принципи врз основа на кои на денешен ден во 1893 година во Солун 6 македонци ќе договорат формирање на Македонската револуционерна организација, која подоцна се преименува во ТМРО, а по неколку години во ВМРО. Во домот на книжарот Иван Хаджи Николов одржан е состанок на кој присуствуваа доктор Христо Татарчев од Ресен, Даме Груев од село Смилево, Петар Попарсов од село Богомила, Иван Хаджи Николов родом од Кукуш, Антон Димитров родом од село Ајватово Солунско и Христо Батанджиев од Енидже Вардарско. Тоа беше чин на создавање на организација која почнува организирано да се бори за ослободување на Македонија од турското робство со сопствени сили, без помош од надвор и нејзино подоцнежно формирање како независна држава. Во спомен на тоа, денешниот ден се прославува и како ден на македонската револуционерна борба. На основачкиот состанок на организацијата била усвоена програма за дејствување. Емисарите вршат обиколки по селата во Македонија и Одринска Трахија и формираат местни комитети. Се започнало и со процесот на создавање вооружени чети и набавки на оружје по илегални канали. На почетокот на 1894 година бил усвоен устав на организацијата и се конституирал Централниот комитет. Председател доктор Христо Татарчев, секретар Даме Груев. Во таа година била изградена и мрежа на организацијата во поголемите центри во Македонија. Особено силен подем бележела постапувањето во членство и во раководењето на Гоце Делчев, Пере Тошев, Ѓорче Петров и Јане Сандански. Бил донесен и посебен правилник за четите со кој било регулирано формирањето, раководењето, употребата како и борбената обука. Нивните припадници и комитите носеле униформирана народна комитска облека и обележје за припадност. Вооружените сили ги раководел Делчев. Организацијата имала тајна пошта и тајна полиција. На целата територија на Македонија до 1903 година организацијата имала воспоставено делотворна власт на тајна држава во државата или подземна република. На Солунскиот конгрес од 1903 година било донесено решение за кривање општо востание во отсуство на Делчев, Даме Груев, Ѓорче Петров, Сандански и други водечки личности на организацијата. Востанието почнало на Илинден 1903 и прераснало во македонска всенародна борба за ослободување и за создавање самостојна македонска држава, на високиот дострел во одејствувањето на македонската револуционерна организација. По задушувањето на Илинденското востание силно се манифестирале внатрешните поделби во организацијата. Но во годините што следат една идеја никогаш не згаснувала и не се менувала. Конечно ослободување и создавање на самостојна независна македонска држава. Таа идеја на крај ќе се оствари во текот на Втората светска војна со борбата на македонските партизани, чии одреди носеле имиња и на славни илинденци, но пред се со историските одлуки на првото заседание на АСНОМ на 2 август 1944 година, а потоа и на 8 септември 1991 година, кога македонските граѓани на референдумот решија Македонија да биде самостојна и независна држава.